Тасовска, Златко Трајковски, Драган Соколовски. Ова беа сите благодарници за нивните крводарувања. Ви благодарам. За општина Делчево, за соработка да ни го се Да станете да ме сликам. Ајде. Не си добри да виде. Во збора да кажем од На фотографија може да ја видите. Теле уште еднаш покажувате признание за сите крводарители кои дарувале 25, 50, 75, 100 пати. Што значи тоа за самите нив, а па и за вас како организација? Сакаме да го уважиме нивниот хуман гест и солидарноста на сите крводарители по повод 78 години од создавањето на Црвениот крст, по повод денот на крводарителството, заедно со општина Делчево организираме едно признание за сите крводарители и уважуваме оние кои што имаат 50, 25 пати, 10 пати, со кои што е символична благодарница за им кажеме благодарност. Добро е да пред да го прашам градоначалникот, оваа година како стоиме, веќе е месец март. Досега овие 3 месеци забележуваме порас од минатата година и бројката се надеваме дека ќе биде надмашена. И за крај апел до помладите? Ги повикуваме младите да се приклучат кон крводарителството и да станат наши активни крводарители. Добро, градоначалник општината активно учествува во оваа соработка со Црвен крст, потоа е ваша порака до крводарителите кои спасуваат. Дека општина Делчево заедно со општинската организација на Црвениот крст од Делчево има во минатите години успешна соработка. Оваа соработка ќе продолжи понатаму. Денес се организираше настава во организација на општинската организација на Црвениот крст заедно со општина Делчево за да се прикаже сатисфакцијата која што имаат луѓето и ние да одадеме по една мала благодарност, но голема за сите луѓе оние кои што им била потребна крвта за да спаси живот, и тоа е најхуманиот гест кој што може да го направи еден човек. Апел до сите граѓани кои што можат и кои се осеќаат способни да станат крводарители и до најмладите да продолжат по патот на сите оние кои што веќе имаат 100, 150 пати, 50 пати дарувано крв да даруваат крв и да го направат најхуманиот гест и да помогнат и тие на нечи живот. Честитам празникот на сите крводарители, им посакувам добро здравје. И секој пат, значи, ние како служба за трансфузиона медицина се грижиме за нив и за нивното здравје, со цел да обезбедиме доволен број на сигурни крвни единици и крвни деривати за сите за кои што таа е потребна. Ова е импозантна бројка што ја кажавме, значи соберени 1200 крвни единици во минатата година и со реализиран план од над 170%. Тоа е број која бројува нашата општина во 10 општини од Република Северна Македонија за реализиран и натврлен план во областа на крводарителството. Уште еднаш благодарност до сите фактори кои што се учесници во остварување и реализирање на овој план, а пред се на животодарителите, односно крводарителите. Изоставен дел од секоја акција организацијата, токму затоа разговараме со организациониот секретар околу годинава какви се плановите и тоа што до сега беше направено. Оваа година ја започнавме доста добро, значи сите акции до сега кои се реализирани се натврлени плановите за крводарување. Се надевам дека така и ќе продолжиме. Користам овој настан да им се заблагодарам на сите активни крводарители, а воедно да ги повикам и оние кои до сега не дарувале да дојдат да се приклучат на нашето семејство на крводарители. Воедно им се заблагодарувам и на младите ученици кои започнаа активно од минатата година да даруваат крв, да продолжат така во иднина и да се надеваме дека и нивните соученици ќе започнат со чинот на крводарување. Како што спомна доктор Виолета, претходната година нашиот план беше доста добро исполнет, значи со 172,41%, односно беа собрани точно 1200 крвни единици. Ја користам повторно оваа можност да се заблагодарам на сите крводарители, да им честитам на оние кои беа со јубилејни награди и се надеваме дека така ќе продолжиме и во иднина.